Во изминативе 2 години се чувствувам како војник во една средовековна битка. Не некој витез на конј со тежок оклоп и со долг двостран меч, туку обичен пешадиски војник со кршлива сабја кој цело време во оваа ноќна битка може да се потпре само и единствено на своите нозе. Битката трае цели 2 години и цело време е ноќ. Темна, непрозирна, а сепак летањето на непријателските стрели ме потсетува дека битката е реална и дека и покрај болката, и покрај маката, и покрај уморот треба да ја држам високо исправена кревката сабја. Сепак, ноќното небо од време на време ќе го распори трепетлива светлина на фаќел. И тога сваќам дека и во нашите редови има коњаница. Има витези и дами во оклопи, со двострани мечови, и во раци имаат фаќел со кој во мигови ни ја покажуваат видливата страна на темнината со која се бориме. И повторно во такви мигови станувам од калта, подкрепен од соборците и соборките, безбројниот слободарски народ, и пак јуришаме во безумниот непокор, само благодарение на таа светлина. На 15 јануари, небото над слободарско Милано светеше од пламенот на витезот Монтањер, стар, изнемоштен, во количка. Со последните сили кои ги имаше застана во првите редови и светеше. Светеше за сите нас. Тој факел догоре деновиве. На 8 февруари го положи својот долг двостран меч покрај своето тело и замина. Неговата битка е завршена. Нашата војна допрва започнува. Пред смртта останува само да молчиме. Adieu, Monsieur Montagnard.